Добро вечер. Недела 22 часот. Веќе со години така почнуваме емисијата во Центар. Вечерва нема да има емисија во Центар, ќе има во Центар анализа. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, ние веќе 20 години се дружиме со емисијата во Центар. Денес е 6 септември, ќе направиме првата политичка анализа или една од повеќето политички анализи во периодот додека подготвуваме емисијата во Центар. Кога завршивме на 30 јули, ви реков дека нема да имаме мирен летен одмор, туку така ќе направиме повеќе политички анализи како форма или во функција на едно загревање пред почетокот на редовната есенска сезона на емисијата во Центар или сезоната 2020-2021 година. Официјално, емисијата во Центар ќе почне крајот на овој месец. Постојат 3 датуми. Едниот кој е најверојатен датум е некаде 27 септември, значи недела 27 септември, и постојат 2 резервни варијанти или 2 резервни датуми. Едниот е 20 септември, вториот е 3 октомври. Значи во зависност од тоа како ќе ни одат или ќе ни течат подготовките за емисијата во Центар, постојат 3 можни датуми кога ќе почне новата сезона на емисијата во Центар. Најверојатно ќе почне на 27 септември, недела во 22 часот. За тие кои не следат на Facebook, веројатно знаат, за другите е добро да кажем на почетокот на ова мини анализа, дека во овој временски период од 1 или 2 месеци ние активно работиме на разработување или на поставување на здрави основи на нашиот портал во Центар. Работи 4 месеци и веќе постигнува фантастични резултати. Има еден фантастичен раст. Првиот месец читаноста беше некаде околу 700.000 прегледи, вториот месец беше околу 1,1 милион или 1 милион и 100.000 прегледи. Третиот месец, значи минатиот месец, во текот на август, имавме некаде близу 2,1 милион прегледи. Според сегашните резултати, овој месец очекуваме посети некаде помеѓу 2,5 и 3 милиони прегледи. За еден портал кој го работат само 2 луѓе, за една емисија и еден портал кој вкупно работа 4 луѓе, без некои финансиски спонзорства или поддршка од лево, десно, Русија, Америка и така натаму, туку само тоа што ќе се заработи од YouTube, да може да функционира со гледаност на емисија кај што 20 од 75 емисии минатата сезона се погледани од 100.000 пати, некаде 3 или 4 емисии се погледани од 200.000 пати или имале 200.000 прегледи, тоа е резултат и тоа е влијание во рангот на двете најмокни телевизии во Република Македонија, тоа е Канал 5 и Сител телевизија. На трето место е проектот или системот во Центар. Во овие анализи кои ќе ги правиме во текот на месец септември, а ја се надам дека ќе некаде 7 до 8, ако не и повеќе мини анализи кои ќе бидат посветени на актуелни политички случувања во Македонија и во регионот, ние ќе ги анализираме сите битни настани во регионот и сите битни рефлексии на тие настани во регионот врз политички, безбедносни и секакви други разврски во Република Македонија. За почеток ќе го анализираме или во првата анализа ќе го анализираме тоа што се случи пред 3 дена во Белата куќа, во овалната соба во Вашингтон, или тој во наводници историски договор кој го потпиша Косово, односно Приштина, Република Србија, односно Белград, иако Вучич вели дека не е потпишан договор помеѓу Приштина и Белград, подоцна официјалните американски лица или официјалните представници на Белата куќа на администрацијата на Доналд Трамп рекоа дека тоа е билатерален договор потпишан помеѓу Република Косово и Република Србија, а дека американците се тука само гаранти на тој договор. Сите ја видовте она фотографија, Вучич седнат на столче, а од таа страна Трамп на неговото биро во овалната соба како професор или како учител го испрашува Вучич. Или ја видовте она снимка кога Вучич слуша што изјавува Трамп и тогаш станува свесен што има потпишано во Белата куќа. И нели сите се залетавте кон тоа. Меѓутоа ние во оваа анализа ќе се обидиме да ви анализираме технологијата, како функционира американската администрација, како функционира американската дипломатија и како функционира Белата куќа. Преку овој пример, преку тоа што се случуваше во Црна Гора, ние всушност или де факто видовме како функционира таа мокна американска дипломатија или таа мокна американска држава. Прво се пушта спин, а тоа е точка 10 од тој билатерален договор помеѓу Приштина и Белград. Во таа точка 10 се бара од српската и од приштинската или косовската страна меѓусебно да се признаат постоењето на Република Косово и постоењето на Република Србија. Нормално реагира српската страна, не прифаќа потпишување на таков договор со таква точка 10, тоа е спин технологија и американците им одоброволуваат на србите или го прифаќаат српското барање или одговарат на српското инсистирање и таа точка 10 е избришана тој договор, не постои таа точка 10. Тоа му возможува на Вучич да ја продаде приказната дека е победник на преговорите во Вашингтон. Но дали е баш така? Тоа е првиот ден.
потоа ги остава да солодат, ги остава да преспиват. И клучните преговори, и клучните местинки, или клучниот удар на таа американска технологија, како се дави жабата, како змијата е дави жабата, постепено, континуирано, не и дава на диши, се дојка не потпиши тоа што се бара од неа, тоа се случува наредниот ден. Наредниот ден, некаде по 17 часот по средноевропско време, а некаде 10-11 часот по американско време, во валната соба, е потпишан тој историски договор помеѓу Белград и Приштина, според мене, договор за индиректно признавање на независноста на Косово. Зошто е тоа така? И зошто така сметам? Од анализата која следи. Има две клучни поенти тој договор помеѓу Белград и Приштина, каде што како гарант се јавува Доналд Трамп, белата куќа и американската дипломатија, односно американската администрација. Првата точка е влез на Косово, значи безусловен влез на Косово во групацијата Мини Шенген. Во групацијата Мини Шенген сега се присутни Република Македонија, Република Албанија и Република Србија. Тамо не членуваат региони, тамо не е Мариово, тамо не е Пелагонија, тамо не е Метохија, тамо не е Шумадија. Тамо членка ќе биде Република Косово, што значи дека кога Косово ќе пристапи кон Мини Шенген, таа пристапува како држава, а не како територија. Кој ќе го представува Косово кога ќе има состаноци на Мини Шенген? Косовскиот премиер или представникот на американската администрација? Се разбира дека тој косовскиот премиер на индиректен начин со влезот или со прифаќање или со потпишување на договор каде што му се овозможува на Косово да стане членка на Мини Шенген, Србија и Белград индиректно не ја признаваат независноста на Република Косово. И втората точка е, во исто време, во еден исти договор, како точка број 16, и Република Србија и Република Косово се обврзуваат пред американскиот председател дека ќе отворат своји амбасади во Ерусалим, односно амбасадата на Србија која сега се наоѓа во Тел Авив да биде преселена во Ерусалим во Израел, а Република Косово ќе воспостави дипломатски односи со Израел и во Ерусалим ќе биде првата држава со мнозинско муслиманско население која ќе отвори своја амбасада во Ерусалим. Дали е возможно на иста држава, ако Косово нели според толкувањето на Белград и Република Србија е составен дел на Србија и Србија индиректно го нема признато Косово, дали е возможно една иста држава да отвори во исти ден, во исто време, со исти договор, две амбасади во Република Израел? Тоа е невозможно, почитувани гледачи. Тоа е втората точка која кажа дека Белград индиректно се согласил, го отнал кнедла, го отнал жаба и индиректно е признал независноста на Косово. Во исти ден, ако отварате амбасада во Ерусалим и Република Косово и Република Србија, тоа значи дека стана збор за две независни суверени држави. И сега следете го редоследот на потези. Редоследот на потези кои се случува изминатите 2 или 3 години. За да потпиши и за да прифати индиректно признавање на Косово, на Александар Вучич му беше дозволено секое дивење што го правеше на Балканскиот полуостров во изминатите 2 или 3 години. Вклучително и настаните на 27 април, кога српскиот агент Джавлиć беше фатен како селфи се слика во македонскиот парламент. Велам, на Александар Вучич му беа дозволени сите дивења. Стана главен трабал мејкер на Балканскиот полуостров. Стана човек кој всушност ја дестабилизира равнотежата на Балканскиот полуостров. Одеднаш србите со Александар Вучич станаа структура или станаа сила која се обидува да го наметни српскиот модел, српското влијание и српското функционирање широм Балканскиот полуостров, Црна Гора, Косово, Република Македонија, Босна и Херцеговина. Во Македонија и во Босна и Херцеговина им рекоа дека нема да им биде дозволено тоа да го прават и тоа се обидува да го направат како што го направи во Република Црна Гора. Меѓутоа, ајде да анализираме каков беше модел на таа српската политика, која де факто му беше дозволено на Вучич. Видите, на Вучич му беше дозволено се и се што, почитувани гледачи, па дури да победи со 70% на доверба на изборите кои се случи некаде пред 2 месеци. Му беа дозволени сите демократски фаули. Не му беа ескалирани ниту протестите во Белград некаде пред 1,5 месец, само да прифати индиректно признавање на Косово. Значи, све му беше дозволено, беше донесен во Белата куќа, беше донесен во Вашингтон, беше седнат како младо жење на столче пред Доналд Трамп, кај што се договара како состојници да ја даде невестата или да ја даде својата керка и на крај прифати независност, индиректна независност признавање на Република Косово. Значи, на Вучич му беше све толерирано, му беше све дозволено. Му беа дозволени сите демократски фаули што ги направи не само во Србија и во Белград, туку широм Балканскиот полуостров и на крајот мораше да капитулира, да индиректно да ја призна независноста на Косово. Значи, прво ги прави тие немили настани или е на фонот на тие немили настани на 27 април во македонскиот парламент.
е дел на таа структура која учествува тие немили настани на 27 април во Македонскиот парламент 2017 година. Генто Дживалиевич после е прогласен како персона нон грата, повлечен од Република Македонија, повлечен од Скопје, вратен е во Белград и испратен во Босна и Херцеговина. Значи, поранешниот директор на БИА, кој е куќен или личен пријател или школски другар со Александар Вучич и Горан Джевалиевич се спратени во Босна и Херцеговина. Повеќе 2 години Босна и Херцеговина не може да формира своја влада. Значи, после Македонија се обидува да дестабилизират и Босна и Херцеговина. Не им дозволат американците тоа да го прават ниту во Македонија, ниту во Босна и Херцеговина, им дават тоа да го прават во Црна Гора. Зошто? Од продолжувањето на нашата анализа. И доаѓаме до Црна Гора. 7 месеци некој на Република Србија, на српските медиуми, на Српската православна црква им дозволува да се изживуваат и да го прават тоа што го прави во Црна Гора. Мешање, драматично мешање на црквата во политичките прилики. Тоа му е дозволено на Александар Вучич. Тоа му е дозволено на Александар Вучич за да може да прикаже каква таква победа пред српската јавност преку своите медиуми кои ги има под контрола, а безмалку тоа се сите медиуми во Република Србија. На Вучич му требаше победа. Тоа не беше ни Македонија, не му беше дозволено да направи во Босна и Херцеговина, не му беше дозволено да направи ниту во Косово. Затоа му беше дозволено да има утешна награда или утешна победа во Република Црна Гора на изборите на 30 септември. Самиот избор на датумот, изборите во Црна Гора да се реализираат на 30 август е драматично погрешен. Драматично погрешен од најмалку 2 причини. Само политичар кој не се разбира во политика, а Мило Џукановиќ не е политичар кој не се разбира во политика. Може би е криминалец, може би е транзиционен политичар, меѓутоа е супер интелигентен човек кој ги разбира политичките процеси. Кога вие ќе правите избори во Црна Гора на 30 август, тоа значи дека сте промашиле политичката проценка или дека некој ве натерал на сила да правите избори на 30 август. Тоа е само 4 или 5 дена пред историската средба во Белата куќа, а тоа е 20 дена по случувањето на изборите во Беларусија. Значи, велам, само политички аналфабет би направил избори во Црна Гора 5 или 6 дена пред историската средба на Вучич во Белата куќа со косовскиот премиер и со американскиот претседател и 20 дена после тоа што сите знаевме дека ќе се случи во Беларусија, победа на Лукашенко и шарена револуција која ќе биде спонзорирана од Украина, Полска и од земјите членки на Европската унија. Само еден политичар во Европа владе подолго од Лукашенко, тој е Мило Џукановиќ. И ако сите знаевме што ќе се случи со Лукашенко, без разлика дали ќе ги доби или ќе ги изгуби изборите во Белорусија, тогаш беше само прашање на време, прашање на техника и технологија, како Мило Џукановиќ ќе биде пуштен низ вода. Значи, ако изборите во Белорусија се на 9 август и 20 дена после тоа вие правите избори во Црна Гора, тоа е некаде 30 август, тогаш Мило Џукановиќ мораше да знае дека кога Лукашенко ќе биде пуштен низ вода, следниот кој ќе биде пуштен низ вода ќе биде тој. Зошто? За да можат србите да имат каква таква победа пред да заминат на тие историски преговори во Белата куќа. Така Вучич доби победа во Црна Гора. Така Вучич после 7 или 8 месеци директно, брутално мешање во политичките прилики во Црна Гора, победи на изборите во Црна Гора. И интересно е дека таа победа во Црна Гора повеќе се славеше во Бања Лука, во Косовска Митровица, во Белград и во српските центри на Пале, отколку што беше славена во Подгорица. Всушност, победата на Вучич во Подгорица и во Црна Гора требаше да му послужи како алиби или како монета за подкусурување за тоа што ќе го изгуби во Косово на преговорите во Белата куќа во Вашингтон. Зошто беше битна таа победа, почитувани гледачи? Тоа е, знаете, како некоја политичка партија да ги изгуби изборите. Дали тоа СДСМ, дали е ВМРО-ДПМН, тоа е технологија на политичко делување. Вие ги губите изборите, не освојувате власта и тогаш сами иницирате конгрес во својата партија да може да ја победите конкурентската групација. Ако не можете да победите во државата, ја победувате во самата партија. Значи, ја губите власта или не освојувате власта, ги губите изборите и подоцна сами продуцирате нов конгрес. На тој конгрес измислувате своји непријатели или своји партиски противници, ги поразувате и всушност можете да прогласите победа. За да биде заборавено дека сте ги изгубили изборите или сте изгубиле власта, ви победувате својата партија. Тоа се случи во Црна Гора. Бидејќи знаеше дека ќе го изгуби Косово, на Александар Вучич му требаше победа во Црна Гора. И ја доби таа победа во Црна Гора. И сега доаѓаме до клучното прашање. Кој де факто победи во Црна Гора? Александар Вучич и српската држава или Амфилохија Радовиќ и Српската православна црква во Црна Гора? И какви се односите на Амфилохија Радовиќ и Александар Вучич? Одговорот на тоа прашање, кој победи во Црна Гора, Вучич или Амфилохија Радовиќ, всушност е ребусот на сите политички разврски, не на Балканскиот полуостров, туку во Србија, сите политички разврски кои сите луѓе
кои ги гледат политички процеси, гледат дека ќе се случат во Република Србија. Значи, клучното прашање од кое зависи ребусот што ќе се случи со Александар Вучич е кој победи на изборите во Црна Гора. Александар Вучич и српската влада, односно структурата на Александар Вучич или Амфилохија Радовиќ и Српската православна црква во Црна Гора. Според мене, победник на изборите во Црна Гора и клучниот играч на српската политичка сцена на Балканскиот полуостров страна владиката Амфилохија Радовиќ. Првите честитки, индиректни кои доаѓаат од Москва и од другите центри на МОГ во светот, му честитат на Амфилохија Радовиќ и на Српската православна црква победа во Црна Гора. Амфилохија Радовиќ станал клучен играч на српското политичко и секакво друго милје на Балканскиот полуостров. Значи, во тој конфликт помеѓу Амфилохија Радовиќ и Александар Вучич, тие никош не биле во добри меѓусобни односи. Победува Амфилохија Радовиќ. И внимавајте, почитувани гледачи, ќе ве молам, следете ги само деталите. Одеднаш, Косово не е центар на српското православие, туку центар на српското православие станува Црна Гора. Гледате каква замена на тези се прави пред наши очи. Значи, Косово веќе не е центар на српското православие, туку центар на српското православие станува православна или српска Црна Гора. Одеднаш манастирот Свети Василije Острошки е центар на српското православие, а тоа не е Грачаница или Високи Дечани. И сега доаѓаме до едно од двете клучни прашања. Првото прашање беше кој е победник на изборите во Црна Гора. Дефиниравме дека тоа е Амфилохија Радовиќ. И второто прашање е која е цената по која Србија или Александар Вучич во наводници победи на изборите во Црна Гора? Која е цената која треба да ја платат? Сума сумарум, цената е многу скапа. Во Црна Гора победува Амфилохија Радовиќ, кој е поголем противник на Александар Вучич отколку што беше Мило Џукановиќ. Како второ, сега Црна Гора станува српска Спарта, воеводина српска Атина, а што де факто е Белград? Белград е ништо во тоа големо српско милје на Балканскиот полуостров и Небојша Медојевиќ, човекот на Трамп, вели дека Србија и Црна Гора треба да немаат граници помеѓу себе, треба да бидат укинати границите помеѓу Србија и Црна Гора. Ако бидат укинати границите помеѓу Србија и Црна Гора, дали тоа значи дека де факто Србија станува на мала врата членка на НАТО, бидејќи Црна Гора е членка на НАТО? Ако не постојат граници помеѓу земја членка на НАТО и друга земја која не е членка на НАТО, дали на мала врата таа друга земја станува членка на НАТО? Значи, внимавајте, Србија нема да има специјални односи со Република Српска и со Босна и Херцеговина кои не се членки на НАТО. Нема да има специјални односи со Косово, ки има специјални односи со Црна Гора. И уште нешто, тој Небојша Медојевиќ инсистира првата одлука на владата на новата влада на Црна Гора да биде укинување на признавањето на Косово, бидејќи според него тоа е најстарната одлука во историјата на Црна Гора. Де факто, таа структура која победи на изборите во Црна Гора, која е стимулирана, која е финансирана, која е спонзорирана од Амфилохија Радовиќ, сака да се прогласат и да се наметат кој пиемон на српството на Балканскиот полуостров. Ке гледате како Белград ќе биде се помалку влијателен од тој српски идентитет на Балканскиот полуостров, а се повлијателни или се помокни ќе биде структурите на Амфилохија Радовиќ во Црна Гора. И сега, почитувани гледачи, кој ги направи протестите во Црна Гора кои траја 7 месеци? Кој ги направи или ги намести во наводници резултатите на изборите во Црна? Не мислам дека фактички ги намести, туку направи амбиент опозицијата да победи на тие избори. Тоа го направија русите и србите, Путин и Вучич, или тоа го направи Западот, првенствено Лондон и Вашингтон. Што мислите? Кој вака ќе се наредат фактите? Де факто, на сите ни станува јасно дека тоа што се случи во Црна Гора, таа оперета на избори во Црна Гора, паѓање на Мило Џукановиќ и доаѓање на нова структура на власт во Црна Гора е резултат на режијата и на стратегијата на Вашингтон и на Лондон. Или што би рекол Велимир Велја Абрамовиќ, британска служба, руско оделение. Дули најголемиот дисидент, еден од најголемите тајкуни, противник на Мило Џукановиќ, кој беше предходница на литиите се оно што случуваше во Црна Гора, тој Душко Кнежевиќ, пребегна во Лондон, има 3 потерници преку Интерпол. 2 години црногорската влада Мило Џукановиќ го бара да биде екстрадиран назад во Црна Гора и Велика Британија не ни размисли, не ни одлучи, не ни дозволи тој да биде вратен назад во Црна Гора. Ги финансираше протестите, ја финансираше црногорската опозиција, ни влакно не му фали во Велика Британија. Ајде, уште еднаш го поставам прашањето. Кој всушност ја стимулираше, финансираше, спонзорираше промената на власта во Црна Гора? Москва и Белград или Лондон и Вашингтон? Пред 2 месеци, некаде на почетокот на јули, 2 члена на британскиот парламент во авторски текстови, еден од страната на лабористите, друг од страната на конзервативците, пишуваат дека дојдено време Мило Џукановиќ да падне од власт во Црна Гора, дека сака да ја конфискува
имовината или имотот на Српската православна црква, бидејќи државата се соочува со големи долгови. Долгови кои ги има кон Народна република Кина. Дека било потребно Мило Ѓукановиќ да го конфискува црковниот имот за да може да го врати долгот кон Кина. Ако Кина е главен противник на администрацијата на Трамп, а ако Мило Ѓукановиќ се обвинува дека тоа што го прави со Српската православна црква, го прави со цел да добија пари со кои ќе го врати долгот кон Народна република Кина, ако тоа го прават два пратеници од британскиот парламент, еден од левата, другиот од десната страна, тоа е порака, почитувани гледачи. Тоа е порака на 2 месеци пред изборите. Само неписмен човек не ја чита таа порака. Уште 2 месеци пред изборите, некаде почетокот нели во тој авторски текст на британските парламентарци во Newsweek беше испратена пораката Мило Ѓукановиќ е готов. И сега црногорците, односно србите во Црна Гора, српска Спарта, сруши режим кој сакаше од србите во Црна Гора да направи црногорци. Сега српска Спарта не само што ќе биде пиемонот на српството на Балканскиот полуостров, туку имаат разработен модел како се сменува режим во Црна Гора. Тој разработен модел како се сменува режим во Црна Гора со поддршка на Српската православна црква. А сите ние знаеме за блискоста на Амфилохе Радовиќ со Велика Британија и со Ватикан може да биде искористена во Белград. Ако не биде послушен Александар Вучич, моделот е веќе готов. Со помош на Српската православна црква, но сега со седиште во Црна Гора, а не во Белград, ќе биде улицата разработена или активирана во Белград. Во првиот момент кога Александар Вучич нема да слуша и нема да почитува тоа што го има прифатено или го има договорено, дали со Брисел, дали со Вашингтон, дали со Лондон, Српската православна црква веќе има готов модел. Модел со кој го струши Мило Ѓукановиќ. Моделот со кој го има струшено Мило Ѓукановиќ во секој момент може да биде активиран за рушење на Александар Вучич. Јас мислам, почитувани гледачи, дека работите горе-доле ви стануваат јасни. Тука некаде крајот на анализата што се случи во Белата куќа и што се случи на изборите во Црна Гора. Уште 2 или 3 минути анализа на тема како тие работи и тие процеси може да влијат врз состојбите или политичките разврски во Република Македонија. Секој кој се разбира во политика, секој кој ги следи политичките процеси, секој кој има елементарен талент да прави политички анализи. После тоа што се случи во Вашингтон и во Белата куќа, му е јасно дека ВМРО ДПМН, после тоа што се случи во Вашингтон и во Белата куќа, и тој историски договор за економска соработка, а де факто индиректно признавање на Белград и на Приштина, ВМРО ДПМН оставен на бришан простор. ВМРО ДПМН нема маневарски простор како да продолжи понатаму да делува во рамки на таа висока политика. Значи, после тоа што се случи во Белата куќа и тој договор помеѓу Приштина и Белград, ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски составени на бришан простор. Ајде кажете ни, почитувани гледачи, кој е ставот на Христијан Мицкоски? Кој е ставот на Застава филм? Тоа е таа Твитер групација на Синиша Алексовски, блиски на Ѓорги Иванов. Кој е ставот на ВМРО ДПМН за договор во Вашингтон? Го поддржуваат или не го поддржуваат договорот? Го прифаќаат или не го прифаќаат договорот? Дим Сарсовски излезе и кажа дека Вучич, односно Александар Вучич, тоа го кажа портпаролот на ВМРО ДПМН, е победник на преговорите во Вашингтон. Ние во нашата анализа докажуваме дека Вучич не само што не победи, туку капитулираше во Вашингтон. И кој е сега официјалниот став на ВМРО ДПМН? Дали ВМРО ДПМН го поздравува или не го поздравува тој договор? Дали ВМРО ДПМН после тој договор, што е постигнат во Белата куќа, останува сам на бришан простор на Балканскиот полуостров? Ајде да дефинираме позицијата или да определиме позицијата на ВМРО ДПМН. Ако ВМРО ДПМН го прифати договорот од Белата куќа, тогаш ВМРО ДПМН не може да го одбива договорот од Преспа. Значи, ако ВМРО ДПМН се залага за помиштување или ревидирање на договорот од Преспа, кај што спонзори се американската администрација и ова структура на Доналд Трамп, тогаш ВМРО ДПМН не би го прифатил договорот во Вашингтон. Ако ВМРО ДПМН го прифати договорот во Вашингтон, тогаш се откажува од ревидирање на договорот од Преспа. А ако не го прифати договорот од Вашингтон, тогаш е против политиката на Доналд Трамп. Значи, тоа се двете мегници и двете крајности кои можат да определат судбината на ВМРО ДПМН. Значи, ВМРО ДПМН, ако го прифати договорот од Белата куќа, се откажува договорот во Преспа или Преспанскиот договор со кој е сменат името на Република Македонија од Република Македонија во Република Северна Македонија. Ако ВМРО ДПМН не го прифати договорот од Белата куќа, директно е против политиката на Доналд Трамп. Бидејќи Христијан Мицкоски, како што рече Зоран Зафедор, ме опозиција кој ги преспа овие 3 години на битни случувања во Македонија и во регионот, немаше коментар ни за тоа што се случи во Белата куќа и во Вашингтон.
наместо Христијан Мицкоски, тоа го каже Димитар Апасиев. Новиот пуле на таа застава филм групација, бидејќи таа застава филм групација на Ѓорги Иванов, на Синиша Алексовски е сега на половина пат помеѓу Левица и ВМРО ДПМН, дури во неодредена варијанта на можен раскол ВМРО ДПМН ќе инсистира тендел на ВМРО ДПМН да се спои со партијата Левица, но тоа е друга тема која ќе анализираме во рамки на емисијата во Центар. Значи Димитар Апасиев, а не Христијан Мицкоски го кажа ставот на таа групација, дека мали Шенген или договорот кај што ќе пристапи Република Косово, кај што се Република Македонија, Република Албанија, Република Србија и во наредниот пат или во наредниот период Република Косово е антиевропски проект под покровителство на Соединетите Американски држави. Мислам дека се ви е јасно. Рековме ќе биде мало загревање, испадна анализа подолго од 15 минути. Навистина за почеток е доволно. Во наредниот период, како што ви најави, веќе за 2 дена ќе имаме нова политичка анализа, ќе имаме 7 или 8 анализи во текот на месец септември, кај што ќе анализираме актуелните политички случувања. Значи за почеток со самодоволна анализа на тоа што се случува во Белата куќа, рефлексиите за Балканскиот полуостров и рефлексиите во Република Македонија. Се гледаме за 2 дена. До тогаш пријатна вечер Македонија, каде и да си.